Најпрво би сакала да кажам дека пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата ќе го поддржи ова законско решение од причини што, како вели народот, подобро нешто отколку ништо. И за вакво законско решение или за сет на законски решенија кои што се од ресорот труд и социјална политика и ке немаше можеби потреба доколку ресорното министерство, па и целата влада генерално, говорам и предходно, додека премиер беше Зоран Заев, не треба никако да ги заборавиме ветувањата за 500 евра плата и така натаму, не ги почитуваше колективните, предходно подпишаните колективни договори. Ако се почитуваат тие колективни договори, за кои што, да подсетам, се говореше во предизборните кампањи, тогаш ќе немаше потреба од законски решенија. Дојде потоа законот за минимална плата и него го поддржавме, но ако добро се сеќавате, ние поднесовме само еден амандманчина, ако го грешам, коригирайте ме. Во тој амандман ние баравме линеарно зголемување, онака како што и синдикатите сега бараат, и бара, и затоа и протестира, линеарно зголемување немаше да, и доколку се усвоеше, немаше повторно да дојде до потребата за едно вакви законски решенија адхок. Прво Д4. За граѓаните да не разберат што говориме, Д4 е нивото неговател, помошно стручен работник, приправник. Сега, кога се донесе законот за минимална плата, 10 нивоа, конкретно во детските градинки, беа доближени, некои беа дури, зависно од стажот, некои беа и повеќе од минималната плата. Тоа донесе до револт. Затоа беа и протестите. И на крај се заврши како што се заврши. Ние го поддржуваме ова, но вчера и членот 8 од законот за минимална плата не треба да го забораваме. И се видите што се случува. За да се усогласи тоа овие законски решенија, за да се усогласат со членот 8, во преодните и завршни одредби на два закони од овој сет на закони се оди со ретроактивност. А па за ретроактивност ќе говориме за други закони. Јас вчера и на комисија кажав, го поддржувам, има и уставна основа, затоа што на крајот на денот и подобро ова ќе влие на вработените во градинките. Но прашањето е зошто се чекаше, зошто летово не дојде до усогласување на овие категории, зошто летово не ги добивме овие законски решенија, за да не мора во преодни и завршни одредби да потенцираме и да имаме трка со времето, а времето не сгази. Ноември сме сега, а членот 8 наведува и упатува до септември. Но како и да е, ќе го поддржиме ова законско решение, но, колеги, и вчера на расправата кажавме, тука многу од нас, колеги, може да потврдат дека ни се јавуваат од градинките, од сите категории, ама се јавуваат и од администрацијата во градинките. Најмал број на администрација има во градинките. Некаде 3, некаде 4, правник, сметководител и така натаму. Зошто не се вклучени во сегашното покачување? И јас го знам одговорот дека тие не се под овој закон за овој заштита на децата, дека треба да чекаат закон за јавни службеници, како беше. Но вчера дадовме еден предлог на комисијата, бидејќи беше во тек комисијата за финансирање и буџет, во која што имаше точка на дневен ред предлог одлука за изменување на средствата алоцирање за буџетските корисници. Повикавме заеднички како Комисија за труд и социјална политика, за да не се чувствуваат и тие вработени дискриминирани,
да донесеме една заедничка одлука и да ја пратиме до Комисијата за финансирање и буџет и ние како пратеници, заедно комплет да ги покачиме платите. Со нашиот амандман имавме предвидено 18%, не 15%, а исто така и за Д3. Видете, со ова законско решение Д3 се покачува само 3,5%. Зошто е таа дискриминација? И на крајот на денот, во градинките претежно работат жени. Јас навистина не знам, не можем да сватам зошто не се усогласивме вчера заедно да настапиме во Комисијата за финансирање и да се покачат платите буквално на сите вработени во детските градинки. Ова е мало зголемување. Сите сме свесни за тоа и сметам дека е непримерно дури да се фалиме дека на некого сме му покачиле од 200-300 денари, 2000 денари, зависно од позицијата која што ја извршува. Во услови на, јас како што кажа вчера и на комисијата, воено профитерство, во услови на крајна сиромаштија, во услови кога над 500.000 граѓани живеат во целосна сиромаштија и во услови кога за последниот месец минималната синдикална кошничка беше некаде околу 55.000 денари. Дали сега вработените во градинките може да со ова плата да ја задоволат минималната синдикална кошничка, ќе кажат тие, откако ќе излезе ова решение во Службен весник, за кое што пак ќе потенцирам дека го поддржуваме, но искрено жалам што не најдовме сила како пратеници да ги покачиме платите на начин на кој што предвидувавме 18%, а најдобро ќе беше ако се почитуваше колективниот договор за кој што и текако ќе имаше многу поголемо покачување на платите, ќе немаше протести, ќе немаше потреба од, не знам, заменски наставници во одделот на образованието, па заменски воспитувачи и така натаму, затоа што, видете, на крајот на денот, овие наши сограѓани се грижат за нашите деца, за нашите внуци, нивната работа е многу одговорна, многу комплицирана, многу тешка и не го добиваат делот од буџетскиот колач за кој што заслужуваат. Благодарам, тука ќе завршам, даваме поддршка, но за жал оние амандмани кои што ги поднесовме не беа поддржани и идеите кои што ги имавме како опозиција исто така не беа поддржани. Благодарам.